Охрид не е скап, има цени за сечи џеб. Не е точно дека градот е празен, заклучија членовите на економскиот совет на град Охрид, и покрај лошите временски услови на брегот на Охридското езеро одмараат повеќе странски туристи. Нападите на одредени медиуми се неосновани и го нарушуваат имиџот на Охрид, вели првиот човек на градот. Охрид има далеку подобра понуда од она што некои од медиумите се обидуваат да прикажат. Цените во Охрид се составени за секој џеб, значи има цени на услуги кои што се наменети за гости кои што имаат поплиток џеб и секако за побогати гости, значи имаме разноликост. Цените на угостителските услуги во Охрид се непроменети последниве 3 години. Јас лично мислам дека во Охрид цените не се скапи, затоа што во неделата се вратив од една мала балканска тура, каде што имав прилика да платам 1,7 евра 2 еспреса во мало село кое што не е ни туристичка дестинација. Така да 50 денари во Охрид еспресо, верувајте, во Скопје е поскапо. Охрид не се мери во плажарски туризам, ниту со Егејско, ниту со Јадранско море. Неговите адути се културно-историските споменици, поволната клима и недопрената природа. Со што Охрид може да конкурира на 7 мориња околу нас, кои што со изградбата на инфраструктурата стануваат за луѓето се подостапни. Значи, што ние ќе понудиме? Ние можеме да понудиме културно наследство. Ние можеме да понудиме рекреативен туризам, здравствен туризам. Според туристичките експерти, нова ера во туризмот Охрид ќе доживее по изградбата на автопатот Охрид-Кичево и во обедувањето на субвенционираните ефтини авиолинии.